Повредените лица од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани преку писмен допис до јавноста упатија реакција на најавените кадровски промени во општата болница со проширена дејност Кочани, кои како што предупредуваат, сериозно ќе влијаат на нивниот третман и лекувањето. Имено докторката Катерина Паник Мирчовска заминува на работа во друга институција. Вистината е, не знаеме што не чека утре. Никој не ни кажува кој ќе дојде после неа или како ќе изгледа нашата понатамошна грижа. Се прашуваме дали пак ќе останеме сами. Повеќе не веруваме и сакаме сите да знаете, не е исто. Не е исто кога некој само ја пополнува смината и кога некој навистина се грижи. Ние тоа го чувствуваме секој ден, на секој преглед, во секој здив од болка. Докторката Кате не беше само лекар. Таа беше наша надеж, сила и стабилност. Начинот на кој ни пристапуваше со човечност, посветеност и разбирање не може да се замени. Во неа стекнавме длабока доверба. Доверба што не доаѓа лесно кога се поминува низ траума и неизвестност, велат повредените. Од општата болница во Кочани потврдија дека докторката Кате уште на почетокот од годинава поднела лично барање за прекин на работниот однос поради нов ангажман во градската болница 8 септември во Скопје. Според болницата, нејзиното заминување не било поврзано со пожарот, бидејќи било најавено многу порано. Реакцијата на децата е оправдана, но ние, како институција, ја почитуваме волјата на доктор Кате за нејзиното напредување во повисоки здравствени институции, затоа што таа тоа го заслужува. Нејзината желба да замине во друга институција не ги загрозува дечињата, затоа што за нив ќе продолжат да се грижат врвни професионалци од хирургијата и пластичната хирургија, а нивната поврзаност. Одлуката за нејзиното прераспределување била подпишана од поранешниот министер за здравство Арбен Таравари. Сепак нејзиниот престој бил продолжен благодарение на реакцијата на заменик министерот, која запрел примината на решението со цел докторката да остане во Кочани се додека пациентите имаат потреба од нејзината здравствена нега.